Skopje saka, postaja svoja, Skopje kaže mi. Ете уште еднаш да кажеме здравоживо во новото издание на Скопје ми е дома, студиско издание на Азбука на Скопје, циклус кој веќе цела година се емитува на вашата вистинска телевизија и кој што се труди од секаков аспект да ви го доближи вашето и нашето Скопје со сите своји предности, може би повеќе ги нагласуваме предностите отколку маните, бидејќи живееме во време кога сите сме навикнати да бидеме малку негативно насочени, особено медиумите знаат тоа да го прехиперболизираат на некој начин. Да, се уште владее она старо правило од 20-тиот век, да речеме новинарско во медиумите, дека медиумите мора да бидат куче чувар на јавното мислење и дека секогаш, ако ништо друго, барем да залаат или да зааржат, а понекогаш и да каснат, кога нешто такво се случува. Меѓутоа, тоа не значи дека постојано треба да бидеме накострешени и во позиција на гард за напад, туку да ги валоризираме вредностите, бидејќи ќе се согласите како да заборавивме последниве години, да бидеме луѓе и да бидеме она што сме со сите своји мани, меѓутоа и со многу доблести кои ги има Скопје. Го видовме воведот, да не должам, видовме на почетокот еден сегмент од годинашното одбележување на Меѓународниот ден на ромите 8 април, таму на школка. Ќе проговориме и за тоа. Тоа е само еден мал сегмент од тоа што се прави како активност. За ромската заедница во Скопје некои велат дека тоа се најстарите жители на денешното урбано Скопје. Други го нагласуваат нивните проблеми, ги перцепираат како заедница која е сиромашна, на која што и треба помош, како заедница која е неедуцирана. Меѓутоа, од друга страна пак, добрите познавачи знаат да кажат дека се работи за една заедница или народ за кој што често пати стереотипно знаеме да кажеме дека е народ без татковина, носи силни културолошки обележја и обидувајќи се да се вклучи во општеството во кое што живее и покрај сите отпори кои што тие општества ги имале во минатото, и за жал во некои делови на развиената Европа ден денес се уште ги има. Колку е тоа кај нас така, дали е така и колку ромите со својот културен придонесуваат во развивањето на културниот идентитет, во овој случај на Скопје и на Република Македонија, ќе проговориме со мојот вечерашен соговорник. Но пред тоа, кус вовед со прилози. Статистички гледано ромите се оттргнати од Македонското собрание. Во 33 години на самостојност, во Македонското собрание имало 6 пратеници роми: Фаик Абди, Амди Байрам, Неждет Мустафа, Шабан Салију, Самка Ибраимовски и Латифа Шиковска. Сите тие биле дел од коалиции со поголеми партии, од кои понекогаш се оттргнувале за време на мандатот. Лошиот статус на ромите исто така влијае на застапеноста во собранието. Гласовите на сиромашните се најефтини и масовно се купуваат.
така, Скопје е граде мил, азбука на Скопје, Скопје ми е дома, Скопје е дом, ќе проговориме со мојот соговорник на колкав број на роми и како тие го чуваат, пазат својот културен идентитет во денешно време, кога можеме да кажеме и во глобални рамки дека идентитетите на некој начин се малку климави или можеби се претопуваат едни во други, што можеби е нормален процес при одреден културолошки развој. Често пати порано во минатото, не само за ромската заедница, за сите, па дури и македонската заедница во соседствата, се зборувало за тоа докаде е инклузијата, од каде инклузијата преминува во асимилација, имајќи во предвид нели дека асимилацијата би требало по дефолт со оглед на предрасудите да се сваќа во негативна смисла, меѓутоа тоа и не мора да значи дека е така, бидејќи имаме ние бројни примери, особено во оваа наша Македонија, каде што многу заедници се идентификувале и со идентитетот национален, зборувам под национален мислам на државата во која што живеат, негувајќи ја љубовта нели кон својата татковина, домот и така натаму. Она што сега го видовме пред малку беше прекрасниот глас на Васка Јанковска. Ќе имаме можеби некогаш во студиото исто така, комунициравме со неа, меѓутоа таа во моментов е презафатена да се вклучи во оваа програма. Ние што туку што би се рекло и почнуваме да разговараме на тема роми. Она што беше како дебата пред таму повеќе од 40 на години чинам, кога се појави, кога нели Емир Кустурица и преку Горан Бреговиќ и преку нашата Васка ја промовира ромската култура во Европа, а и подоцна слични дебати имаше кога, не знам, преку филмот Пред дождот се промовираше Македонија нели во светот на Милчо Манчевски. Постојано имаше одреден скептицизам дали прикажувањето негативно е тоа што е клуч кон успехот на одредена уметничка творба од овие подрачја. Ќе проговориме и за тоа, иако верувам дека не постои човек на Меридијанот кој не ја чул песната Ерделези или Едерлези, и таа дилема можеби ќе се обидеме да ја разрешиме вечерва, како е правилно се изговара зборот и што значи. Меѓутоа, со особена чест и задоволство ви го представувам Бранко, односно Бранислав Петровски, председател на Сдруженијето Романо и Ило. Јас веднаш прашав да се разбереме што значи тоа ило и е нешто преубаво, нели, на кое што сите. Да, значи ромско срце, здружение кое што ги опфаќа нели сите аспекти во своето функционирање, меѓутоа става акцент на она што значи нагласување на културното богатство и на позитивните моменти преку кои што исто така младите може да се поттикнат, да се вклучат во општеството и да се едуцираат. Вие имате такви примери во семејството. Добре дојдовте во студиото, благодарно за издвоеното време и чинам дека беше крајно време во азбука на Скопје и во Скопје ми е дома да проговориме за ромите. Вие климавте со главата потврдно кога реков јас ви импонираше тоа дека ромите се едни од најстарите скопјани. Се чувствувате како така? Па да, искрено да ви кажам, така е. Преди се благодарност до вас, до вашата телевизија, вистина која што не поканивте и ме радува да бидеме дел од вашата програма, да можеби на некој начин во кратки црти да ја промовираме ромската култура, ромскиот идентитет, ромските проблеми и така да верувам дека мора да ви се заблагодарам за прекрасната најава што ја најавите за нас, за ромите, и каде што потенциравате дека е музикален народ, дека е социјален и конституиран народ, преди се сите тие зборови да. Тоа е вистина, реално, вистинска телевизија. Тоа е факт, и јас се малку ќе образложам и зошто се слагам со сето тоа, иако може би времето за нас која ќе збориме за ромите, верувам дека е многу краток, но верувам дека ќе ја удоволиме популацијата, мислам, гледаноста ваша на ова и поширока. Мораме да почнеме од некаде, а потаму ќе видиме каде ќе не одиме. Преди се ако кажеме дека се музикален народ, да, музикален е, затоа што ром значи човек, а човек значи да бидеш човек треба да имаш љубов, односно човекот представува, душата на човекот представува музиката. Затоа што човекот се раѓа со музика и умира со музика. Затоа што самиот прв крик на самото бебе што ќе се раѓа е музика. И секогаш родителите се тука се расположени и веќе го најавуваат животот на едно суштество, на еден човек. Простете, и отчукувањето на срцето, нели Романо Ило е ритам. Тоа е ритам, така е. Човекот кога веќе
оди, нели, заминува од светот, лелекањето на самата поговорка или плачот на нели, да кажем, на поговорката кој ќе се испраќа, сепак се испраќа со музиката. Затоа не случајно велам, значи, душата на човекот, без разлика, не зборам сега за ромите уопшто, значи, е музиката и едноставно за музиката треба љубов, за љубов се знае, ти треба двајца и едноставно понатаму што да се збори. Она што рековте преди малку, дека е социјален, да, верувам дека социјален, но за разлика... Обично кога ќе се спомнат роми, сите викат ле, сега проблеми, сега... Да. Но тој стереотип веќе е изумрен, затоа што веќе сега во ова време, сега кај што се наоѓа Република Македонија и не само Република Македонија, и балканските народи, веќе сме сите социјални случаеви и верувам дека сите го осетија тоа што значи да бидеш социјален и зошто си социјален и зашто те нарекува дека си социјален и значи го окусиле тоа и веќе може да не разбират. Она што рековте дека е народ, да, во преамбулата на Уставот сме конституционален народ веќе и веќе ги имаме сите прави. Наводно да ги кажеме, колку ги удоволуваме, тоа е знак прашање, се гледа нашето, затоа што една примедба одма веќе не сум многу голем сум аналитичар и критичар, ама тоа е убава порака за сите политичари да го знаат тоа, дека јас почесто пати патувам, одам на семинари надвор од Републиката, се сретнувам со луѓе, пријатели, па по и некои политичари и секогаш велат дека да, ние убаво ромите ги представуваме, односно Република Македонија како заедница, кога одат надвор на преговори, договори и сето тоа, ја представуваат како Македонија е социјално загрозена, ни требат финансии, дајте ни. И се пресликува народот како реклама, нормално ромите, гледате, питачат, прават, ваму там. Но, благодарение за нашите политичари, роми, кои им помагат на другите политичари кои што се од власт, кога доаѓаат финансиските средства, се знае, дехидрираат финансиските средства и ромите сепак остануваат. Јас за ова поента морам само да кажам една работа. Ромите ги гледат политичарите како прљави народи кои што ги стават во прљава машина и да вадат прљави пари. Добро, веќе генерално политиката изминативе години толку многу се озлогласи во Македонија што ќе ни треба време да ја вратиме до вербата воопшто во политиката. Не се лутам на политичарите. Не само кај ромите, кај сите. Знаете што, не се лутам на политичарите кои што се на власт. Повеќе се лутам на моите роми, на нашите политичари, затоа што сепак тука треба да ние да видиме да работиме повеќе на тоа единство, на слога и на компетенција и да се слуша гласот на обичниот граѓанин, а не само на политичарите или на лидерот кој што е од локалните самоуправи. Ќе се вратиме малку подоцна и на политиката, а и на таа поддршката што ја споменавте меѓународна и така натаму. Употребивте еден многу интересен, ќе го запаметам вака како искуство од оваа емисија, збор дека некои средства дехидрираат. Да, не, тоа е факт, тоа е, не може никој. Тоа е многу интересен момент, ќе се вратиме малку на тоа, меѓутоа да не речат ете овие сега одма почнаа со ова. Јас само го напоменав. Не, ќе се вратиме бидејќи јас имам одреден став, а на крајот на криштата знаете вие добро дека да не го често велам да не го приватизирам разговорот, меѓутоа сум бил инволвиран во и близок до решавање на одредени ромски проблеми и во мојата професионална кариера и животна и така натаму, па и во активности на здруженија на граѓани, така да ги знам проблемите, да речем, малку од поблиску. И можам да потврдам или да авантирам или опитно да се согласам или не се согласам со вас во одредени сегменти, меѓутоа за тоа малку подоцна. Она што рековте за Дом за бешење, бесење, што рековте за филмот е прекрасен филм. Прекрасен. И Васка се уште настапува, се уште е со Бреговиќ по концерти. Не можеме ние да се срамиме ромите од филмот, има некои викат нешто стереотипно ова. Да, филмот Саја Рома, Дом за бешење, што е презентацијата Саја Рома, веќе сите ја знаат песната и се знае за што се работи. Голема благодарност до Емир Кусурица, и кој што еве на некој начин ги представи ромите од Шутка, од Скопје, па и Република Македонија. Преку Саја Рома, преку овој филм, ромите малку повеќе се препознаат. Интересно и во таа некогашна Југославија, која што попатно, нели политички тоа не го споменавме, меѓутоа, ете јас
пак ќе речем, имав и лично искуство да видам докаде се другите земји од Европа во третирањето на ромските прашања, а каде сме биле ние. И во тој дел, веројатно заради таа политиката во таа некогашна социјалистичка федеративна република Југославија, ромската заедница овде, а особено ромската заедница во Македонија, добила одреден малку поинаков статус отколку третманот што го имале во други земји. Јас лично бев фрапиран и изненаден, да не ги именувам сега да излезе дека правам компарации од многу западноевропски развиени земји во смисла на, како да наречем, ромофобијата, стереотипите и некои други нешта кои што се уште ги има во тоа општество и не се искоренети и каде што иако во некои земји таму ги профилираат поинаку, например во Велика Британија има категорија која се нарекува како социјална категорија, не е толку етничка, генетски, национална, туку е Gypsies and Travelers. И сега тоа, самото име прво не е политички коректно, како Gypsies and Travelers, меѓутоа секој што патува од место во место... Не, се слагам и со тоа, со Gypsies and Travelers. Не знам што, затоа што ромите, од секојаш велеле дека ромите се номади. Беа номади. Така е. Ромите, за жал, не ми е срам да го кажам тоа, дека и до ден денес сме исти во модерен стил травелци, затоа што гледате економската криза во Република Македонија што не натера. Апсолутно. Пак да патуваме и секогаш тоа тркало што се вика. Значи тоа е она. Филмот што зошто го реков дека е позитивно. Секој филм има своји позитивни и негативни страни. Позитивната страна е што едноставно предпознатливи сме ромите дека постојат, а од етнолошки и антрополошки гледано од тој дел се гледа дека постои еден народ, како бил компактна култура, специфична, со корени, музиката со Горан Бреговиќ е препознатлива, што до ден денес се миксува и дорасна до некоја си симфонизија. Значи, тоа е една убава и позитивна страна и тоа е добра мотивација за ромската популација која што интелектуалниот кадар, значи интелектуалните лица во овој тип се гледа себе си како деградирани, како асимилирани, односно стереотипот го гледат тука и викат не, зошто мене јас да се представам на тоа како што беше и порано, туку веќе тоа е мотив и потик да тие се едуцират и да кажат не, јас веќе не сум сај рома во тој филм дека тие краделе, правеле или што тие знам, сега сме веќе други сај рома, затоа што веќе ние имаме една преубава кампања, односно една добра изложба Сај Рома со професорката Елси Иванчидунич, каде што го презентиравме Ѓурѓовден Ердерец, што рековте и пред малку, дека е Едерлези, а не Ерделези. А нема да се погреши ако се каже. Да, па сите, дури ромите го нарекуваат и ерделези. Сај Рома, преку тој проект, благодарение на Министерство за култура, благодарение на Музеот на Македонија што го потпишавме меморандум на соработка, успеавме да Сај Рома, тој проект да го презентираме во сите национални институции што се во Балканот, а тоа е Етнографскиот музеј во Словенија, во Пазин, во Загреб, во Белград и каде што горди бевме да се презентира музиката, фолклорот, односно носијата и изложбениот податоци од проектот Сај Рома, односно од Ѓурѓовден Ерделес. Голема благодарност до професорката Елси Иванчидунин и до Даниел Петровски, а преголема благодарност до професорот доктор Трајко Петровски, инаку брат ми, кој што е од Институт за фолклор. Да не беше Институт за фолклор, можеби јас до денес немаше да видам тука. Така, значи тоа упатува на нешто друго. Колку е важна едукацијата и колку е важно да имате човек во институцијата. Апсолутно. Што би рекле едно време имаше една кампања или акција да има ром во секоја општинска администрација каде што има роми, да има ром во секоја важна установа која што нели третира директно или индиректно прашања кои што се помалку или повеќе засегнати. Сега се едуцирани ги има и секаде, мислам дека ги има, да. Она што може гледачите да го видат е назад е дел од Рома Фестот во 2018-та, тука зад нас ќе одат на мониторот и кадри од театарскиот фестивал на кого што ќе се вратиме малку подоцна, меѓутоа го спомнавме Даниел Петровски, спомнавме научниот пристап кон третирањето на ромите и професорката Елси. И јас овде предлагам да направиме една куса пауза со укажување на гледачите дека материјалот кој што ќе го видите е изворно работен на англиски јазик, затоа што, како што кажа нели мојот соговорник, е наменет за промоција во светот и така натаму. Јас ќе се обидам да ви парафразирам, нема да биде многу долг дел, за да го разбереме и да го испочитуваме и законските норми нели на почитување на јазикот. Се работи за навраќање на стариот обичај мајски таму во Ѓурѓовден, што би се рекло. Еколошки празник. Ние евоцираме спомени
често пати и низ други програми за тоа како било на времето, па како на француски гробишта на Кале, тоа се играло, се пеело, се береле, па што вика народот немало игла да фрлиш и така натаму. И јас овде ќе предложам и те ви раскажав професорката Елси во овој извадок, а го одбравме овој извадок бидејќи има стари архивски снимки од прослави ромски во 1967 година. Ќе патуваме малку во времето и ќе го задржиме, се надевам вашето внимание, а потоа се враќаме со разговорот во студиото. Here were thousands of Roms gathered on the hillside with at least 10 music bands of tapan and zurla and other portable instruments of darabuka, clarinet, trumpet, accordion, accompanying hundreds of dancers, and with most of the women in festive dress, their colorful chintiani and headscarves. There was a new fabric introduced in these years, a lightweight nylon, so that with a little breeze or while dancing in 10 meters of fabric, I was reminded of fluttering butterflies. It was difficult to make an estimate of how many were participating in the May 9th date. I judged using a stadium of known numbers of about 10,000. There was no census statistic taken of the Roms in Yugoslavia before 1971, at which time there were about 17,000 counted in Skopje, so not an unrealistic guess of about 10,000 on the hillside. Се враќаме во студиото, ни си правиме убав разговор овде со мојот соговорник Бранко Петровски, председател на Романо Ило. Видовме извадок од еден документарен филм каде што професорката Елси Иванчик Дунин, се надам дека точно го изговорив името, на англиски јазик презентираше дел од фактите кои што се однесуваат на таа 1967 година. Ќе ви направам една куса парафраза во преводот, во смисла на тоа дека не се знаел ни бројот колкав е на ромите, дека можеби на таа снимка која што ја видовме има 10.000 роми, дека бројот дури по признавањето нели во 1971 од страна на поранешната СФРЈ биле 70.000 роми регистрирани на подрачјето на само на Скопје, што е една импозантна бројка, а мојот соговорник во меѓувреме ова што не фати малку камерата кај што си разговараме и го коментираме филмот е дека при проекциите во Белград, Загреб и ќе ни каже уште каде не, луѓето во публиката плачеле. Повелете. Да. Вака сега филмот, значи професорката Елси Иванчик Дунин веќе јас ја запознал од моите од 98 година, кога се регистрирав и на која соработила со професорот доктор Трајко Петровски уште порано. Со вашиот брат. Она е едно кореолог, она била членка, односно соработничка, тука била студент, уствари, и на некој начин се запознала со танец, со фолклорното душно танец, ја запознала фамилијата Вишински, и каде што едноставно почна како етнокоролог да го истражува кораците и чекорите. Не случајно на еден празник наш, ромскиот традиционален Ерделес, вишла, значи луѓето како се веселат, како го играат чочекот и сето она, и тоа нешто некако ја се почувствува да има потреба да тоа се истражува, се работи, и првата книга од 98 година што ја 1998 која веќе ја регистриравме организацијата како издавач, јас сум издавач на книги, односно директор на издавачка куќа Романо Ило. Првата книга ни беше издавање на Ерделес, Ѓурѓовден Ерделес 67-97. Тоа беше 30 години од јубилеј, така да кажем, од организирање на една таква манифестација, и се гледало во тоа како луѓето лека по лека почна тогаш тоа време да се не да се асимилира, туку празниците, традициите да почнат да се губи. Добро, тук тоа не е само карактеристично само за ромите. Јас бидејќи работам емисија нели Скопје ми е дома која што е на тема Скопје, со мои соговорници на други теми од други етнички заедници, да кажам,
се губи духот на некогашно Скопје, генерално е изгубен заради урбанизацијата, развојот и така натаму. Пак е една работа и ова се прикажува и кога бевме на тие фестивали, за филмските фестивали, луѓето заедно добивме некои публикации, односно добивте признание. Добивме признанија, добивме награди, како што чест ми е веќе во Загреб која на организирање на изложбата после Македонија, музеот на Македонија, традиционалната изложба што била во Загреб, таму бил нашиот амбасадор поранешен во Загреб од Република Македонија, каде што едноставно му беше посебно чест и задоволство да ја отвара манифестацијата. Не се срамел, имал со што да се пофали. Никако, и од сето тоа, сите граѓани што беа од Република Македонија кои живееле во Хрватска, единствен ром бев јас од Република Македонија кој го добив тоа признање на промотор на ромска култура, односно на Република Македонија во Балканот. Беше посебно чест и задоволство за таа награда, мислам за тоа признание. Она што сакав да кажам, луѓето толку внимателно го разгледувале филмот, го гледале филмот, беа толку импресионирани од убавините, од радоста, од раскошот на си кажува во еден дел вели како пеперутки, не тоа не го преведов детално, вика облечени со шалварите со нови материјали како пеперутки разгледани. Се знае дека шаренилото е символична облека кај ромите, затоа што сепак ние сме природен народ, живееме во природа, свеќињата ги сакавме, љубители сме на природата, секош бевме населени и порано, каде што било зеленилото, реката, тука бевме ние, но во секој случај сега не сме веќе тие, односно сме сасвим другачија. Прави една, се извинувам за дигресијата, една социолошка, етнолошка анализа на моментот, да речем, дури економскиот момент, чинам дека ти го изгледав за документарецот многу внимателно, вели дека материјалите дури кои што се користеле, благодарение на новите материјали кои што се појавиле во текстилната индустрија, особено по појавата на најлонот, и веќе ромите добиле пристап до убави материјали, квалитетни материјали кои биле достапни лесно и ефтини. И тоа им било прилика да ја покажат, да го покажат сиот раскош на својата некогашна култура, која што можеби не можеле да си го дозволат до тогаш. Самиот, гледате, ромската популација секогаш носила лесни материјали. Секогаш носила од било што ќе нашле нешто, ќе се облекле, ама таква убав народ е, што ќе се облече, што ќе, мислам, секогаш беа красни, убави, фини и секогаш беа позитивни. Она што е да се вратиме на филмот, на документарниот. Во почетокот на тие години, мислам, после земјотресот, и до негде 90-те години, откако почна интеграција, реинтеграција, да се асимилират, тогаш почна граѓаните малку да се асимилират ромите, одат во друга земја, се зимат друга култура, па доаѓаат тука и се пренаточува тоа, посебно малку да сакам да кажам дека почна асимилација и од религиозен аспект, затоа што луѓето одат таму, зимат евангелизација, апостолизација, баптисти, што ти ја знам, првиот тој бран доаѓа тука. Обично викаат сиромаштијата е секогаш најподложна на такви верски пропаганди. И сега, замислете во тоа време, 10 до 12.000 луѓе во Топана, на француски, да дојдат на едно место и таму немало оро, пример, само по себе да си. Секој кој што сакал, како сакал, се играл, се расположил. Тоа беше тој дух на национално чувство, на семени вредности, патриархализмот. Се знаеше кој е, што е, дали е... Навидум гужва, безредие, метеж, а всушност ред и ритуал од почеток до крај испланиран. Да. Значи, тука самиот празник представува богатиот фолклор и идентитет на еден народ. А тоа ја представува носијата, музиката, храната, обредите. Значи, тоа е она што го представува ромот. Кој е ром? Ромот, значи, човекот, ако нема своја традиција, обичај, значи ти не можеш да имаш идентитет, да немаш јазик, да немаш традиција, да немаш обележје, знаме или сето. Тоа е тој сегмент што се вика идентитет. Ако ги немаш овие сегменти, традицијата, обичајот, јазикот, не знам кој си. Но, она што ми каже, пазливо кој ќе го разгледат сето тоа што е, на крајот кој ќе гледат дека како било 97 година, 67 година и сега во денешното време, затоа што филмот е направен 67-2007, затоа што 50 години. 2000 и се гледа контрастот на... И сега кој ќе гледат дека ливадата или Свети Јован е напуштено, нема за 5. мај, нема никој,
помалку се традицијата опаѓа, луѓето на некој начин се осиромашени и гледат некои Па и дел не се тука, реално, ама тоа е проблем генерално. Почна веќе, значи тој тренд номадски да патуват веќе на другата држава, односно економски да обставуваат и едноставно се гледа дека тука некако ја нема таа музика, ја нема таа традиција, го нема духот, собирањето, сето, луѓето плачат. Зошто се прашуваат? Зошто и како изумира една традиција? А со изумирањето на една традиција изумира и еден народ. Затоа ние треба да се освестиме, посебно зборам за ромската заедница, а кога зборам за ромската заедница како граѓани, зборувам и за македонската популација. Ние како македонци по националност, да, имаме своје обележје. Многу малку се работи за идентитетот, за националните вредности, за семејните вредности, за културата, традицијата, обичај. Тие ги спојуват и тие го прават човекот да имат добри семејни вредности и национално чувство. Тоа го крепи општеството, силно општество прави. Апсолутно. И затоа верувам дека овој филм држи, има значај огромен, не само за ромите, туку и за Република Македонија. Така. Овде назад гледаме Рома Фест, дело до Рома Фест, чинам дека имаше, ако може од режија да направиме промена, да видиме, само да ги прокоментираме кусо другата снимка од театарскиот фестивал, која што одеше пред малку во меѓувреме, и која што, ајде малку за тоа, значи го спомнавме Даниел Петровски се јавува како Евеги со представата, значи се обидовте да го интернационализирате фестивалот, да дојдат групи од други земји, од други држави, и веројатно театарската култура, Македонија нели го имаше ромскиот театар Пралипе, така што има со што да се пофали, има истакнати роми кои што биле се важни актерски имиња во државата Република Македонија и во нашата култура заедничка. Така што малку околу ова Даниел го немаме овде, меѓутоа аз би сакал да го прокоментирам. Сдруженијето Романо Ило постои од 1998 година. Целта емисијата е развој на ромската култура, да го сочуваме, презентираме и негуваме ромскиот јазик. За да се направи сето тоа, таа наша мисија и визија, Сдруженијето Романо Ило е како едно мало министерство за култура, каде што ги има сите сектори што ги имат во министерството. Споменавте издаваштво, театар, драмска секција, млади таленти, музика, фестивал, музика, фолклорот, книгата, значи сите тие сектори ги поставуваме. Сега, изложбениот дел го представивме, значи ова и традиционален празник, односно изложбените материјали. Не само тоа, веќе имаме историјата во слики. Имавте неодамна изложба на роми партизани во учесници во народно-освободителната борба. Тоа беше најновото, каде што беше тука и председател, имавме чест, председател на Република Македонија Стево Пендаровски да биде присутен и да ја разгледа манифестацијата. Тоа што сакав да кажеме, тоа е тој изложбениот дел. Во музичкиот дел го имаме Рома Фест. Тој е традиционален фестивал, јас сум уметнички директор на Рома Фест, кој ова година е 15-ти поред и јубилеен, но во секој случај со минимални мали пари средства, ние почнуваме на некој начин да се крпиме, така да кажем, да обстојуваме и да ја негуваме ромската култура, односно како промотери да ја представиме. Со сето ова Рома Фест ние ја представуваме ромската култура, ромскиот идеја и не само тоа. Ги презентираме уметниците роми, затоа што Романо Ило не е само да презентира ромската култура, туку и ние има нашата последна, така да кажем, даде пример на следните генерации. Апсолутно, да се мотивират, да се едуцират и да бидат академски граѓани. Она што ни е последната цел е да имаме ромски национални институции, национален оркестар, национален театар, ромска драма, национален музеј, национална библиотека, све што е национално, што го имат другите, сакаме и ние да го имаме. А верувам дека тоа ќе го поседуваме. Ова е театарскиот фестивал Рома Фест, која зашто и програмски директор е Даниел Петровски, кој што го гледаме сега. Тука ни е исто така во музичкиот дел програмски директор ни е Ернест Ибраимовски, синот на Ибуш Ибраимовски. Ќе пуштиме на крајот еден спот од него, така, да, тоа е патриотска македонска песна, меѓутоа е многу интересна и за крај ќе го пуштиме, да.
И сакам да кажам, да истакнем дека откако Даниел стана веќе и програмски директор, Романо Ило почна веќе еден чекор малку да тоа млада сила. Сепак му ги оставивме сите работи на него, тука направи една мала симфонија, тука знае што сака, се едуцирал веќе во понапредна фаза. Горсум на младите, да ти кажам најискрено, да ви кажам најискрено дека горсум на младите и верувам дека ќе успееме многу напред затоа што веќе тие се тој дел и капацитет што треба да одат и да не представуваат. Така е. Јас ќе предложам овде една куса пауза повторно, да се вратиме на тие снимките емотивни. Верувам дека ќе заскокоткаме љубопитноста на многумина скопјани, не само на ромите, како тоа ромите славеле Ерделези или Едерлези во 1967 година, па се враќаме во завршниот дел од разговор. Жената која својот живот го посвети на хуманоста, човеколюбието и добрината. Жената со божествен глас, амбасадор на македонската и ромската музика низ целиот свет. Вистина е дека таа важеше за своевиден бренд на Македонија. Есма Реджепова е родена на 8 август 1943 година во Скопје. Вистина е дека како талент е откриена на 10 годишна возраст кога за прв пат запеала пред микрофон на Радио Скопје. Вистина е дека Есма пеела пред Тито во 1961 година. Вистина е дека во 1970 година во Индија Есма е прогласена за кралица на ромската музика. Ще срце моје те сака, вечно да сме заедно до века. Тој ти мили рака, дай ми и не оди си. Ще срце моје те сака, вечно да сме заедно до века. Вистина е дека Есма има одржано повеќе од 12.000 солистички концерти, а нејзината дискографија ја сочинуваат 15 авторски албуми. Вистина е дека беше избрана меѓу 50 најврни гласови на светот на сите времиња. Вистина е дека пред точно 10 години во 2013 Есма ја доби престижната титула Национален уметник на Република Македонија. Таа беше голем хуманист и се она што го стекнала во текот на незиниот живот го споделувала со незиното семејство, но и со многу други. Вистина е дека таа има посвоено вкупно 48 деца, од кои 47 машки и едно девојче. По кратко и тешко боледување, на 11 декември 2016 година, на 73 годишна возраст, згасна животот на Реджепова. Вистина е дека по смртта целиот свој имот го оставила на Република Македонија. Вистина е дека незините внуки од сестри и браќа, како и внуци на незиниот сопруг до денес водат битка како и кој да ја наследи куќата на Кале. Се враќаме во студиото, отвораме теми, разговараме за ромската култура, придонесот на ромите во културата на нашата заедничка Република Македонија и во случајот на Скопје, кое што во овој момент на сите ни е дома.
Ја видовме легендарната ЕСМА, за жал овај прилог кој што се емитувал на нашата програма некогаш во рамките на рубриката Вистина е, заклучува дека поради неслогата што ја споменавте вие преќе во друг контекст, веројатно тоа е некој синдром на сите балкански народи и некои работи остануваат од убави или што би рекол народот од готово вересе или од здраво закрпено. Значи нешто што веќе е постигнато како успех, како придонес, мајстори сме да го испустиме и да го заборавиме и така натаму. За жал таков е случајот на ЕСМА. Јас ќе направам овде дигресија и пред 20 и кусуро години како ете македонец во издавачките куќи во големите продавници на издавачките куќи во Лондон има препорачани таа музика од светот која што сега е популарна и која што во светски рамки као world music се третира како некаков етно джез кој што е во тренд последниве години во светски рамки. И кога ја видов Есма Реджепова на прво место со CD, ми беше многу кеф пред многу уметници кои што се светски познати уметници. Потоа други ми раскажуваа дека на ист начин, на истата топ-листа, долго време бил неприкосновен Ферус Мустафов. Така што тоа се некои вредности кои што ги имаме како промоција во светот. И јас овде само сакав да ви кажам и нема да издржам ќе го кажам тоа ако ќе ме кара дека многу зборувам. Муаветот ми е дека впечатокот, иако не сум етнолог, не сум, музички стручен да коментирам, меѓутоа чисто од позиција на лаик и како влюбеник во музиката на крајот на краиштата и слушател, можам да забележам дека имајќи го предвид она на Гоце, светот е поле како за културен надпревар меѓу народите, чинам дека ромската култура, ромската музика на некој начин, ајде заедно со македонската и некои други, веќе го освоила Балканот. Бидејќи во новите трендови, во тоа што се нарекува, не знам, сега модерен поп, ваков фолк или не знам што, секаде ги има ромските, се извинувам, изворни примеси. И на некој начин, порано, пред многу години, чинам дека и Здравко Чолич и Саман Саулич во однос на македонската музика тоа го има изјавено, а под македонска тие подразбираат цела музика која доаѓа од ова поднебје, вклучително и ромската. И го имаат јавно признаено дека најголемо влијание на развојот на музиката, на така наречената популарна музика на југословенската сцена, има музиката од овие простори. Впрочем, тоа го потврдува и нашата Васка со Горан Бреговиќ. Ова морав да го кажам, бидејќи не секогаш битката кога изгледа изгубена, не значи дека е изгубена, туку дека тоа што требало да биде, Господ си ги наредил работите. Сигурно. Да се вратиме на ЕСМА, ја видовме куќата на крајот, музеот и така натаму. Зошто мора да бидат такви приказни? За жал мора да го кажам тоа. Многу сум бил разочарен, затоа што веќе пред малку ви напоменав додека траеше ова. Разочарен со ние како Сдружение Романо Ило имавме еден прекрасен проект со Македонска опера и балет. Мислам, тие требало да бидат наши партнери, како дел од Ернест Ибраимовски, кој што е барон-тамнац. Ни дала една добра идеја да направиме мюзикл на ЕСМА. Министерство за култура не поддржа со проектот, требаше да го потпишеме и веќе да се реализација, но тука испадна еден спој, не сака, затоа што имаше тука едно тромеѓе, каде што едноставно помеѓу синот на ЕСМА. Значи наследниците, семејството и Министерството за култура има некој спор што едноставно тестаментот се уште не се знае, имаше судски спор кој што се уште не се знаело што понатаму со ЕСМА, дали може да се презентират нејзините песни, авторизацијата, музејот и сето тоа. За ЕСМА кој ќе се збори, за жал, кој ќе направите некоја анкета и да влезете во ромската заедница и да ги прашате ромите за ЕСМА како е, едно ќе ви кажат, ќе ви раскажат, кој ќе одиме кај македонската популација или во Македонија ќе ви спорат нешто друго. Што значи тоа? За поздраве ЕСМА, ЕСМА е символ на ромската музика и ромската промоција. И амбасадор на Југославија едно време беше во светот, нели ја форсира. Тоа е од една страна е убаво што едноставно е на ромка, ние се гордееме со незе и се е окей од таа страна кој ќе се направи. Но кој ќе се збори дека ЕСМА е хуманист, може да се гордее македонската популација Македонија, сите тие, и Министерството за култура и институциите, затоа што хуманист е за македонската популација за Македонија, но не била хуманист
и за ромската популација, затоа што кој ќе слушнеме ние информации кај ромите, почесто вака, јас како аналитичар, нели... Добро, вие сте на терен, вие сте во заедницата. Да, и кој ќе гледам дека, па добро, што направи ЕСМА за ромите? Кој хуманитарен концерт? На кого му помогна и што? Кој ќе гледаме таа тежина дека помогнала на сите хуманитарни концерти, на Црвениот, заедно со Црвениот крст, и допринела, чак што више и добила пензија, или не знам тоа, мислам дека за разлика од тој меѓусебен договор што беше за Музеот на Македонија, јас мислам, и може би моите сограѓани ќе го делат моето мислење, но дај Боже да не биде како што јас мислам, туку да ми го променат мислењето. Добро, нека биде бенефитот постхумен на крајот на краишта. Но јас мислам дека Република Македонија, Министерството за култура треба малку да се освестат и дека да ги наградат ромите, ако кажат дека да, Есма Реджепова допринела многу и како хуманист на Република Македонија, на сите граѓани, заслужно е музеот да вложат и да биде проект да се направи како музеј на Република, мислам, музеј на ромската култура или музеј на ромите, каде што во функција на ромите, тоа ми е тоа сакам да кажам. За да можеме пример ромите да имат прва ромска институција национална, за да можеме ние да видиме и дел од на крајот на краиштата и вие како здружение. Ако не повеќе, ако веќе она била толку хуманист за сите, бар да биде од хуман карактер, да биде и за ромите. И тоа ќе биде, ние ќе го негуваме, како наследство кое што ќе го негува ромската заедница. Да. Можеби некому ќе му звучи, можеби грубо и меѓутоа често пати прагматизмот така изгледа. Меѓутоа како центар или како здружение кое што вие постоите, речи си 30 години без малку, предпоставувам дека има и други организации од сличен профил и убава ви идејата сите таму да се соберат на крајот на криштата, вие кубурите со простори со 25 години да имаме јубилеј. Замисли, јас сум директор, епитетите се убави. Директор на немаш канцеларија. Директор. Сите ние работиме, а замисли немавме ни една канцеларија. Благодарение на професорот доктор Трајко Петровски, кој бил вработен во Институт за фолклор Марко Цепе. Мојата матична куќа е Институт за фолклор Марко Цепе. Но тоа е на добра волја индивидуална. Како да сум бил вработен таму. Се ни било дозволено, све можевме да работиме. Да користите ресурси. Значи замислите, јас бев како еден академик таму. Значи едноставно и меѓународните научни симпозии што ги организиравме заедно со Институт за фолклор Марко Цепенко, беше огромно чест и задоволство ги запознам академиците, академските граѓани и така се калиме, затоа што веќе сум и имам менаџер на ромска култура и веќе имам сертификат од Министерството за култура, прогласен за промотор на ромска култура. Времето помалку не истекува. Јас реков на почеток ќе ве вратам кон крајот на тоа, малку и повторно се подвративме на несакање, што би се рекло, на тој момент на, ајде да не биде прегрубо кажано, јас да се обидам политички коректен, да бидам, како рековте вие, за вода, дека испарува, дехидрира за агрегатната состојба, дајте да направиме еден обратен процес да ја кондензираме таа работа, бидејќи впечатокот е на сите што биле, се тука веројатно освен довербата во политиката, која што генерално е нарушена во Република Македонија заради XY случувања и трендови кои што се случуваат години наназад, констатирана е и голема недоверба кон така наречениот невладин сектор, удруженија на граѓани, меѓународна помош и така натаму, бидејќи исто прашање е дали тука има дехидрација на одредени средства и дали се работи за да не бидам прегруп, злоупотреба од страна на, во овој случај можеби не политичарите, туку поупатените, поискусните, пообразованите од друга, не од ромска националност, да не ги сега сегрегирам како македонски, албански или не знам какви здруженија, кои што ќе го соберат кајмакот, а вие ќе направите потешкиот дел од работата во проектот. Верувам дека со тоа сте се сочували и јас инсистирав за ова нешто да проговориме, бидејќи мораме сега да почнеме да ја враќаме таа доверба кон тие средства, а и на крајот на криштата затер на донаторите кои што ги даваат тие пари и кои што треба да завршат таму кај што се наменети. Апсолутно. Анализирајќи ја работава на Романо Ило, како менеджер и промотор на ромската култура и благодарение на моите консултанти, професори, доктори на науки, така да кажам, и компетентни лица, дојдов до една фаза. Гледајќи дека Министерството за култура, да, не велам дека не поддржува
многу малку ни дава средства, но ние на некој начин успеваме, за разлика од невладини организации кои што прават еден проект од 5-10.000, 20.000 евра или 100.000 евра, ние кубуриме со 2-3.000 евра или да кажам 5.000 евра или 10 за цела година. Со странски донации во декадата на ромите која што заврши одамна, да кажам, имаше милиони, не стотици илјади. Срамота ми е да кажам дека еден Рома манифестација работиме со 100.000-150.000 денари или театарски фестивал со 2-3.000 евра. Тоа е срамота. И буџетот што ми го споменавте за ЕСМА мюзиклот е мал за еден проект од таков обем. Затоа имам респект од граѓаните мои роми, кон популацијата, кон другите граѓани. Ти работите честно. Интелектуалниот кадар кој што многу ме почитуваат и респектираат. Јас немам непријатели. Јас секојаш имам пријатели и кои имам непријатели, јас ги гледам непријателите, мојата поента да ги направам да ги придобиете, така, ако имате исто цел. Она што сакав да кажам, мојата анализа, моето огромно искуство од 25 години, веќе јас реков донесов една одлука, покренав иницијатива за едно ромско културно движење да се направи, затоа што гледам дека кубуриме со мали финансиски средства, министерството толку малку ни даваат, град Скопје веќе да не зборам, за прошлата година веќе немаме ни проект, осе до тоа. Гледајќи ја политиката каква е тука кај нас во Република Македонија, дојдов до заклучок дека има две работи. Првата работа е дека ние не сме сложни, самите роми, помеѓу себе, мора да се критикуваме. Нема е секојаш проблем политичарот. Кој ќе одам во било која национална институција, во Министерство за култура, било каде, Бранислав Петров каже што ти треба душо. Така ми вела, значи имаш ова, имаш она, но проблемот е кај нас ромите кој ќе ние организираме нешто, не се консолидираме и не можеме тоа сепак да го... При политичко влијание или при обично кај има пари, оти тој, оти не јас, оти овој, оти онај, козата на комшијата... Политиката кај нас не е толку конструктивна, кој ќе дојде едниот политичар, ако те гледа со другиот, веќе одма вика, значи ти си со едната и со другата, веќе... И тоа е малку огромен проблем. Но, за да Бранислав Петровски и Романо Ило во овие 25 години да докажат дека се тоа што го збориме дека не е така, ние одиме во една позитивен дух, во една позитивна конотација, направивме еден добар елаборат и го промовиравме во Министерството за култура, го дадовме кај во Јозовски, го разгледа, тој беше за интеркултурализам, сега веќе за жал. И еден од политиките зашто ние не успеавме, поготово за единствена овој мандат сега што истраја цели 4 години политички, поранешните беа на секоја година, секоја втора година имавме избори и се променеа тие министерства. Добро, ма тоа не треба да зависи од промена на политика ако се добри проекти, така. Еве зошто. За ИНАЕТ ќе ги прекинам проектите на претходниот, имаме огромен проблеми во институциите, каде што пример ако едната политичка гарнитура веќе те гледа другачија, ги мести директорите по институциите и кои ќе го гледат потписот и печатот кој тебе ти дал препорака и ако не си од таа политичка партија веќе ти викат не можеме ова, имаме проблеми, знаеш, на некој начин те деградираат. Ова е проблем на целото општество и е веројатно тема за некој друг профил на емисија. Бранислав Петровски го направи лаборатор, имаме поддршка од таму, имаме поддршка од председателот на државата, тогаш ни дал и препорака, од советникот Елвес Мемети. И така да едноставно ние покрепиме иницијатива тој елаборат да го доставиме до сите национални институции и да подпишеме меморандум на соработка. Што значи тоа? Да утре ден дали ќе имаме проект или нема да имаме проект, да тие се должни да ни го дадат во рамки на можности да ја користиме институцијата. И тука е она што едноставно ние, колку да имаш финансиски средства, ако немаш институција која ќе те поддржава, Така, многу едноставен е примерот со Институтот за фолклор. Ве прибрале, ви дале ресурси да се приберете. Затоа ние сме сега во фаза да направиме еден ромски караван, ромско културно движење, кој што од град во град, од општина во општина, од куќа во куќа или од улица во улица, да ги детектираме ромската, да детектираме квалитетот и талентот на добрите граѓани роми, младиот човек, за да можеме да направиме фолклорни друштва, театри и тоа убавото да го презентираме и да добиваме доброволни прилози. Како? Преку презентација на нашата традиционална 15 годишна ромска традиционална пита што ја организираме, преку храната, преку музиката, преку нашите книги, имаме доста публикација, аз реков дека сме издавачи, директор на издавачка куќа, имаме доста добри поети. Да се работи на промоција, на превод, бидејќи не знаеме едни за други. Азиз Селим Азиз, Мустафа Рамче, па и Сафет Камбер, па тука е Јусуф Сулјеман,
Илја Шабан, тие се наши стари писатели кои што успеавме на некој начин да ги промовираме, сега правиме и антологија. Во подготовка ни е втората антологија на роми писатели и така да со тие книги што ги имаме, ќе имаме штандови, ќе ја промовираме ромската публикација, ромската храна, ромските јадења, ромската музика и верувам дека заедно и вие ќе ни бидете наш спонзор, така да кажам, или промотор, како и маркетинг, ќе ни се придружите на оваа кампања, за да можеме тоа убавото да го промовираме како фидбек, да добиваме доброволни предлози или спонзорици, некој да ни биде добар спонзор, за да го направиме тој едукативен креативен центар кој што го добивме од СИС за станување, значи од јавната установа за урбанизирање соделен простор, кој што веќе 5 години го плаќавме, а не можеме да го направиме, да биде макар прв тако едукативен креативен центар, а јас го назначив, ние го назначивме како фабрика за производство на ромска култура. Да, затоа што веќе музеот на ЕСМА не знаеме колку можеме тоа да го добиваме, но веруваме дека тој подобро е врапче на рака отколку гулаб на гранка, ама гулабот ако дојде. До школите, до училиштата, до сите директори кои не поддржуваат на оваа кампања, до невладиниот сектор исто така, затоа што мора да кажам дека сум и вице-комесар за развој на ромска култура од Интернационална ромска унија и членство во немнозинскиот форум на немнозински заедници, кој што веќе следната недела имаме една промоција, односно пресконференција на сето тоа, кои дадовме многу идеи за да можеме да се развие свеста на граѓанинот за развојот на културата. Да сме здрави и живи, промоцијата и соработката нели како опција стојат, се што е добро и убаво вреди да се поддржи. Времето го потрошивме, се надевам заскокоткавме, начнавме некои теми, се надевам дека натаму нели ќе има простор за нивно развивање. Она што е моја забелешка во обид да ве истражам што работите и што правите е тоа што како сугестија, ете во рамките на таа помош во маркетингот и промоцијата и така натаму, јас се обидов да ви упаднам тука кој ги спомнавте писателите, малку знаеме. Значи, мора да се работи на превод, мора да се работи на достапност, бидејќи јас сум сигурен дека и другите кои живееме во оваа Македонија, особено ете македонците, да ги речам по националност, етничка припадност како македонски народ, би биле живо заинтересирани да разберат, да слушнат, да прочитаат и така натаму, што значи тоа може би ми запречи малку, бидејќи најдов еден куп материјали, викам чекај се, овие си се разбираат меѓу себе во заедницата, ама јас не можам да ги разберам. И тоа како една сугестија, бидејќи тоа значи интеркултурна размена и можеби тогаш кога ќе знаеме поголем дел од заедницата за вашите активности, а не само внатре во ромската заедница или тие институции, веројатно тоа ќе кажат, овие се тие или читав книга или направив тоа и веројатно ќе бидат уште поблагонаклонети кон вас, иако верувам дека и во овој момент се. Барем таму од каде што јас доаѓам, сите ги доживуваат ромите како блиски сограѓани, симпатични, весели луѓе на кои што може да се подпреш. За ваша информација само да ви кажам дека ромската популација, односно ромската издавачка куќа мисли на сето тоа и ради тоа што ромите веќе се распространети низ Македонија во источниот западниот и не го зборат ромскиот јазик. Битолските роми не зборуваат воопшто, да. Пример да кажам, имаме од Радовишко или Струмичко го зборат турскиот или централниот дел, па го има источниот дел, да кажам, македонскиот го збораат, па да кажам западниот дел таму албанскиот и тоа е асимилација. Го припазивме тој дел и затоа што сите наши изданија што на македонски и на ромски јазик. Добро. И сега почнавме на англиски. И јас верувам дека тој караван што ќе биде, верувам ќе потикне една читателска публика, значи да има поголема читателска публика и заинтересирана за ромите, затоа што ќе ја презентираме и историјата на ромите од професор Петрако Петровски, Милан Бошковски и Драган Георгиев, пошто ние соработуваме со Институт за национална историја и верувам дека тука е книгата Барба Липе на Даниел Петровски и на Зекир Дисоран. Верувам дека сите овие книги ќе побудат интерес и ќе имаме добра читателска публика. Само мислам пред да завршам, ако ми дозволите, мора да кажам дека поентата наша, зашто рековме дека сакаме да направиме национални институции, целта на Сдруженијето Романоило не е само да презентираме фолклор, музика. За сето тоа да успее, ние направивме и академски граѓани, а тоа е Емра Куртишова, која што е во Пресма веќе позната глумица и актерка,
Санела Емин е дипломирана актерка Како не, да, во имиња класата без- на Милџин Ристевски. Тука ни е Ваја Род, Ќазим Дурмиш, кој што за жал сите овие личности што ги спомнувам од економски побуди не го негува тоа. Они работат, професионални се во својата работа, но немаме институција за да можеме ромска за да видат тие инволвирани на да работат. Сето ова ние почнавме да го работиме зашто сонот мој, нашиот, на Романо Ило, беше да Романо Ило веќе да израсне на дирекција на ромска култура. А сите овие наши членови да бидат тука компетентни со педигре, значи со лиценца, лиценцирани академци, за да можеме да успееме на некој начин да ги мотивираме граѓаните роми да учат, да творат, да бидат презентери и добрата слика за она по почетокот што го кажавме, што почнавме со Саја Рома, со Ерделези, да не биде веќе тоа да биде само во минато, а иднината е во младите, во образованието и едноставно образование и образование и само да учиме. Така, и тоа е клучот на решение на сите наши проблеми. Така е. Најголемата поента и порака од сето ова што е само да се учиме, да образуваме и на крајот да бидеме единствени меѓу себе си и да се поддржуваме и компетенцијата на прво место. Така. Вистински луѓе на вистинско место, што би рекла, а не без импровизации, без некои други приказни кои што политиката во изминатиот период ги правеше како приказни. Благодарам за издвоеното време, времето ни помина. Тоа беше Бранислав Петровски, ромско срце или Романо Ило, председател, со чиста намера, би посакувам да останете со чисто срце во реализирањето на другите цели кои што натаму ќе ги правите. До нашите гледачи само да кажам дека можат на нашиот телефонски број 070-414-050 на Вибер да ни праќаат пораки, сугестии, прашања, предлози и така натаму. А на крајот го спомнавме Ернес Ибраимовски, ќе пуштиме еден спот кој што е нели се работи за оперски пејач, познат на македонската јавност, се надевам, барем би требало да биде. И кој што во спотот кој што го одбравме да го пуштиме ќе биде дел од етно оперска верзија, некоја песна, јас не успеав со внимание да ја преслушам повеќе пати, морам да признам, меѓутоа се работи за нешто комицко од комицко време. Така и ќе завршиме. Па може би некоја следна изложба ќе биде и ромите во Илинденското востание. Апсолутно, но и на крајот може само да, ако ми дозволи само еден збор или една реченица, голема благодарност до Гордана Јана Киевска, нашата Гордана, вашата соработничка и на мојот пријател драг, кој што сме секогаш во континуитет на соработка, на размена на мислења. Имаме една добар проект кој што сакаме да го реализираме, тоа е да го развиме туризмот во Република Македонија, а баш со овој термин од Саја Рома, од Емир Костурица, затоа што сакаме да направиме некои макар табли за сите филмови што до Столе Попов, Црна мачка, Белмачор и сето она, кај што беа снимени и до сега барем да знаат да дојдат да ги видат местата. Каде беа тие места, а атрактивно ќе биде и за традиционален празник да има некоја експоната, да има некој си одбележје за тој празник. Не се плашите, давате јавно идеи, иако до денешно време луѓето се пазат. Не се плашам од идеи, затоа што веќе јас знам како да ги реализирам. Ќе го дискутирате ова со Гордана, поздрав и до Гордана, ние овде сепак мораме да завршиме. Значи, Ернес Ибраимовски, песната не запишав како се вика, се одјавуваме и се гледаме за 7 дена. Ова песна нека биде негов споменик за неговата посветеност и вечната младост. Кај незнајниот гроб цвеќе засадено, а таму горе во Божите светови неговата вечна радост. Каде ги однесоа коските од овој
tvoj pored zaboraven. Risto Vitanov patrikot, prikaska od komiska, borba za sloboda nezapišana, kaj Gospod ostana. I onako ne se znaje kade počiva. Ova pesna neka vide njegov spomenik, sa njegova ta posvetenost i večna mladost. Kaj ne znaj ni od grob, cveke zasadeno, a tamo gore vo Božite svetovi njegova ta večna radost. Kolku kuršumi sabji go sečeja na smrta i begaše, kaj god se aberno seše. Ova hrabrost nepomirljiva mladost ne se znaje kade se, kada se zapali, kade cveke da se poboži i zasadi. I onako ne se znaje kade počiva. Ova pesna neka vide njegov spomenik, sa njegova ta posvetenost i večna mladost. Kaj ne znaj ni od grob, cveke zasadeno, a tamo gore vo Božite svetovi njegova ta večna radost. Tamo gore vo Božite svetovi njegova ta večna radost. May 9th was the festive day, especially at Topan. Tamo je Skopje, grad tvoj ljubav bliže, što mi razum te snije.